сум Александра Вуксановиќ. Ви благодарам што следите поинакви вести на Слободен печат. Кој следен организира поддршка за маршот на ангелите во Кочани оваа сабота. Граѓанското движење ги повикува граѓаните да им се придружат и на родителите на загинатите во Кочани, кои секоја сабота во 16 часот и 5 минути се собираат во паркот на Револуцијата во Кочани и маршираат низ улиците на градот, барајќи неселективна правда. Судењето за убиството на Вања и Панче продолжува денеска во Основниот кривичен суд Скопје со почеток во 10 часот. На изминатото ручиште заврши сведочењето на обвинетиот Љупчо Палевски, кој негираше насилни кривични дела и изјави дека мотивот за убиството е нелогичен и недокажан. На денешното ручиште се очекува да заврши доказната постапка и да се почне со дополнение. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска ќе биде домаќин на министерката за надворешни работи на Австрија Беате Мајнел-Рајсингер. Мајнел-Рајсингер ќе се сретне и со претседателот на собранието Африм Гаши. Можно ли е да ни се лизне низ раце членството на Македонија во Европската Унија? За амбасадорката на САД во Македонија, Анджела Агелер, ова многу веројатно да се случи. Таа испрати порака до политичарите во земјата во врска со членството на земјата во Европската Унија. Агелер вели дека партиите без разлика дали се во опозиција или на власт, треба да се фокусираат на промовирање на благосостојбата на целата земја, а не само на една група. 16-годишник уценувал маж на 34 години со голи фотографии, кој овој му ги испраќал преку социјалните мрежи. Адолесцентот бил од битолското село Бистрица. Го намамил мажот представувајќи се дека е жена, па овој му испратил фотографии каде што е гол. Потоа со нив го уценувал дека ако не му даде пари, ќе ги објави на интернет. Малолетникот е приведен во полициската станица Битола, а парите се пронајдени кај него. По документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат од МВР. Дуи продолжува да се жали. Новата реакција се однесува на Државниот архив на Македонија, каде оваа недела се ангажирани 14 нови вработени. Сите македонци и ниту еден албанец, потенцираат од партијата. Овој шокантен дисбаланс не е случаен, туку симптом на една поширока и загрижувачка појава – систематско исклучување на албанците од институциите на државата, велат од Дуи. Нехумани услови за живење и слаба инфраструктурна поддршка. Продолжено постоење на лица без документи и ограничен пристап до правда. Повеќекратни форми на дискриминација врз ромките, особено во случај на семејното насилство и трговија со луѓе. Ова се дел од условите со кои се уште се соочуваат ромите во Македонија. Институтот Ромалитико денеска ќе презентира извештај за состојбата, податоци поврзани со високата невработеност и ограничениот пристап до активни мерки за вработување, намалување на уписот во основно образование и недостапност на високото образование, укинување на буџетот за здравствени медиатори и алармантна здравствена состојба на ромската популација. Не го разбирам ова што го направи Таравари. Вака претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова го коментира заменувањето на Арбен Таравари од владата и оставката од функцијата министер за здравство. Сите ние понекогаш менуваме став, ама ова да не знаете навистина кој е ставот и зошто е крајно невообичаено, рече претседателката. Таа била изненадена од одлуката на лидерот на Алијанса за албанците затоа што, како што вели, Таравари како министер зборувал со занес за реформи во здравството и со страст што е потребна за справување со предизвиците по несреќата во Кочани, рече Давкова. Вселината за здравството. Македонија од денеска, се до 18 мај, прв пат ќе биде домаќин на еден од најпрестижните европски иновацијски настани – Касини Хакатон.
Учесниците ќе работат на иновативни решенија со користење сателитски податоци за подобрување на следење и реакција при болести и здравствени ризици, подобрување на итните медицински услуги и унапредување на менталното здравје и благосостојба. Овој хакатон паралелно се одвива во 10 европски држави. Дојава за бомба вчера во салата Јане Сандански, каде што беше закажан концертот на српскиот пејач Пеџа Јовановиќ, вчера беше прекинат. Полицијата ја провери салата и утврди дека дојавата била лажна. Концертот потоа продолжи. Наместо ајвар, лутеница и кисели краставички, мусли и сокови се топ рекордери во производството на македонските фабрики. Според ДЗС, пред 3 години од македонските погони излегле над 2,8 милиони килограми мусли. Меѓу 5 топ прехранбени производи што во 2022 година се произвеле во земјава се и мешавините од овошни и зеленчукови сокови, брашното и на полица неконцентрираните сокови и млечни производи за мачкање, како што се маргарин и путер со помала масленост од 80%. Ке се сечат 113 дрвја во градскиот парк. Зелен хуман град повикува на внимателен пристап. Според решението објавено пред 30 дена од секторот за комунални работи од град Скопје, се одобрува сечење на дрвјата во градскиот парк во Скопје. Животот на едно дрво нормално е да има крај, дали природен или поради лошо одржување, но мора многу предпазливо да се пристапи кон ваква драстично менување на последната скопска оаза, велат од ЗХГ. Активистите потенцираат дека според она што го гледаат на терен, има дрвја кои делуваат здрави и затоа побарале од град Скопје детално мапирање на секое дрво опфатено со ова решение, како и детално објаснување зошто секое дрво треба да се исече. Во скопската населба Пинтија во општина Киселавода вчера се излеала непозната црна течност, соопшти МВР. Оттаму велат дека на булеварот Борис Трајковски во близина на населбата Пинтија истекувала непозната црна течност од атмосферската канализација и таа се излева по булеварот. Сообраќајот се пренасочува и се преземаат мерки за утврдување на причините и расчистување на случајот, соопштуваат од полицијата. Според град Скопје, од резервоарот на објект на приватна компанија за производство на стиропор се излеале хемикалии користени во производствениот процес. За ваков тип хаварија покрај паричната казна за сторителот од 45.000 евра следи и затворање на погонот, како и налог за санирање на штетите предизвикани од инцидентот. Хаос пред почетокот на Евровизија 2025. Обезбедувањето спречи поголем инцидент. Почетокот на Евровизија беше одбележан со протести против учеството на Израел на Евровизија, иако нивниот представник оваа година е пејачката Јувал Арафаел, која го преживеа нападот на Хамас на фестивалот Нова, одржан на 7 октомври 2023 година. Пред второто полуфинале на пробата, кога настапуваше представничката на Израел, настана вистински хаос. Настапот беше прекинат од оние кои се противеа на учеството на земјата во надпреварот, свиреа и извикуваа. Пробата беше прекината и реагираше обезбедувањето. Второто полуфинале на Евровизија заврши и официјално се познати сите финалисти. Иако имаше многу изненадувања при изборот на финалистите. Едно од поголемите беше тоа што Србија не успеа да обезбеди пласман во финалето на 17 мај. Во сабота, на големото финале на сцената ќе ги видиме Литванија, Израел, Ерменија, Данска, Австрија, Луксембург, Финска, Латвија, Малта, Грција, Норвешка, Албанија, Шведска, Исланд, Холандија, Полска, Сан Марино, Естонија, Португалија, Украина. А покрај горе споменатите надпреварувачи, во финалето е и големата петорка – Франција, Италија, Обединетото кралство, Германија, Шпанија и секако домаќинот Швајцарија.
Ако се пакувате за на море, времето денеска наместо костим за капење ќе ве натера да ставите джемпер во куферот. Драстична промена на временските прогнози ни носи овој дожд кој трае. Врнежите наместа ќе бидат обилни и до крајот на денот ќе наврне над 30 литри на метар квадратен. Кон крајот на денот на повисоките планини ќе има услови и за повремен снег. Предпладне ќе дува слаб до умерен југоисточен, а попладне и во текот на ноќта кон сабота засилен северен ветер, особено вдолж по Вардарието. Максималната температура низ државата ќе биде од 10 до 16 степени. Силно невреме ги погоди Србија и Хрватска. Во Нови Сад падна дрво поради силината на ветрот. Според прогнозата и денеска низ цела Србија е на сила жолто временско предупредување, што укажува дека времето може да биде опасно, проследено со грмотевици и екстремно ниски температури. Невремето и силниот ветер привремено го запреа сообраќајот, вклучително и слетувањата и полетувањата на најголемиот аеродром во Хрватска во Загреб. Обилните дождови, проследени со силен ветер, предизвикаа голем број на проблеми и материјална штета во неколку окрузи низ Хрватска. Во Истанбул во 11 часот и 30 минути е закажана трилатералната средба меѓу представниците на Русија, Украина и Турција. Луѓето во Газа не добиле хуманитарна помош од 2 март. На ова сад не се имуни, рече американскиот државен секретар Марко Рубио по разговорот со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Тој го повтори ставот на администрацијата на САД дека милитантите од Хамас се виновни за ситуацијата во палестинската енклава. Во меѓувреме, висок политички лидер на Хамас порача: подготвени сме да ги предадеме сите заложници за да се стави крај на војната во Газа. Кој ја украде статуата на Меланија Трамп во Словенија? Полицијата во Словенија истражува исчезнување на бронзената статуа на Меланија Трамп, која ја замени дрвената статуа уништена во пожарот во 2020 година. Бронзената статуа, прикажана во природна големина, била поставена на трупец од дрво на приватна нива во нејзиниот роден град Севница. Статуата била одсечена кај нозата и украдена. Инцидентот се случил на 13 мај. Ужасен инцидент се случи во Барселона вчера, пред фудбалското градско дерби во каталунскиот град, кога автомобил влета во група навивачи на Еспањол и ги покоси. Пред очите на полициските специјалци кои излегоа на улиците да го чуваат редот. На вознемирувачките видеа објавени на социјалните мрежи се забележуваат моментите кога автомобилот обкружен со навивачите кои очигледно незадоволни од тоа што возачот се обидува да се пробие низ нив, фрлаат со шишиња и секакви предмети кон колата. Тогаш возачот одеднаш тргна напред со голема брзина, газејќи преку луѓето. Според информациите од полицијата, повредени се 15 навивачи, од кои 4 биле пренесени во болница, но немаат повреди опасни по животот. Светлина на Марс, роверот Персеверанс, во собственост на НАСА, ја откри првата аурора на Марс, видлива за човечкото око, која е зелена по боја и е создадена од сончева бура од минатата година, објавија научниците. Ова е прв пат аурора да биде забележена од површината на друга планета, освен Земјата. Овој дел од Марс сега е сув, но се смета дека претходно содржал езеро и речна делта, а можно е да содржи и докази за древен микробен живот. Ексклузивно интервју со најголемата балканска звезда Здравко Чолик ќе гледате вечерва во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат. Со Чолик зборуваше колешката Ана Јанева. Истин сад не речи едну комерцијалну пјесму, але немојте ме погрешно сват. Значи море соко пијат, вода на Вардарот. Или може Битула, мој роден крај, али то не то су комерцијалне пјесме, то nije адекватно da je moje mišljenje. Međutim, ja sam odrastao kad sam mali bio. Znaš, kad smo mala djeca bili, onda more soko, ja. I onda je to bilo onako
Znaš, tako da, bio mislim, znamo sve makedonske pjesme koje su, ali govorimo više o narodnom melosu, o popularnom melosu pop muzike, to je vrlo komercijalna priča i tu je sad, to sad sve pripada jednoj balkanskoj regionalnoj muzici koja je u igri, da li bugarska, da li naša, da li hrvatska, da li je srpska, bosanska, to je druga vrsta priče. Ali ovaj melos koji nas veže, koji Vlatko Stepanovski jako dobro i ne znam bilo ko radio i ko od ovih starijih autora radio i Toše radi. Se svi malo veze sa pravim makedonskim melosom. To je nešto što možda bi ja mogao isto barem jednu pjesmu da obradim.